Не може во Кочани да се очекува да се организираат настапи на светски познати пијанисти или музичари, оти градот не располага со квалитетни и современи инструменти. Ѓорлева и Гацева буквално се измачија синоќа на концертот што се одржа во основното музичко училиште Ристо Јуруков, свирејќи на дотраен инструмент на кој одредени тонови не ни функционираа, зашто прокоментираа и пред јавноста. Јас во Кучани сум настапувала солистички пред, 10-15 години можеби, пред еден голем концерт што ме очекуваше во Скопје, и тоа ми беше како една мини проба во Кучани. Чинам дека тогаш инструментот беше во многу подобра форма. Сметам дека не само Кучани, туку воопшто помалите градови низ Македонија заслужуваат, бидејќи имаат талентирани деца, имаат добри педагози, добри директори кои што ги водат институциите, да имаат подобри инструменти, бидејќи од тоа зависи културниот живот. Значи треба да се инвестира што повеќе. Клавирите чинам дека се повеќе се дотрајани. Знаете, музичкиот инструмент клавир не е еднаков на виолина. Виолината со годините зрее и добива на вредност. Клавирот се троши. И од тука сметам дека треба да се и државата да се потикне да се инвестира за да може побогато и поуспешно и ние кога ќе свириме да уживаме уште повеќе во нашите настапи. Оти поддршката ни доаѓа токму од убавиот инструмент. Ова треба да ги загрижи и одговорните во локалната самоуправа. Оти изворениот концерт на Гацева и Ѓорлева, кој не смееше да се пропушти, можеше да биде организиран во салата на Центарот за култура Бели Мугри, каде што во нивната изведба ќе можеа да уживаат поголем број луѓе. Но услови за такво нешто нема, оти нема соодветен инструмент на кој треба да свират пијанистките. Не случајно и тука треба да се бара причината за намалената култура во Кочани. Оти самиот град не може да одговори на потребите за организирање на квалитетни и современи концерти од светски рамки.